Оризарите уште од сега можат да пресметаат помали приноси, многу популарниот семенски бренд Сент Андреа од Италија поради вирусот во Кочанско-Виничкиот регион нема да пристигне. Па не е само Сент Андреа, ние имаме 2-3 сорти кои се набавуваат од Италија. А како ќе ви ситуацијата во овој момент, мислам дека никој не може да каже ништо, ни Министерството за земјоделие, така да земјоделците се во истекување, што ќе се случи, дека никој не знаеме. Ова производителите ги принудува за семенски материјал да искористат дел од ланската реколта. Ние какво такво можда втора реколта или трета имаме семе, што значи 2 години може некако, и тоа приносите ќе бидат секој помали, нели така? Меѓутоа пак тие семења од Италија што беа увезени, беа помали за тоа што ние институт за ориз немаме, имаме ги тоа нема значи произведено ориз. Ова решение е познато и логично, но не е исплатливо, зашто разликата во родот е голема. Приносите во старт веќе ќе бидат со најмалку 25 до 30% подобро, бидејќи дел од зрната кои што ќе ги користат и ќе ги поминат на селектор, нема да ги задоволуваат основните параметри за рапливост и така натаму, да не ги набројам сите елементи кои што навлегуваат во него. Сортната чистота ќе биде многу различна, бидејќи нема контрола на посевот кој што претходната година бил ожнеан. Освен што има разлика во приносите, алтернативното семе е неотпорно и на болести, што ќе биде дополнителен трошок. Препаратите кои се користат во селекцијата при заштита на семенски материјал се од различна група на пестициди, не се како вообичаените, имаат треба да бидат строго употребени од стручни лица, кои што ги употребуваат во соодветна дозација за да не дојде до претерана или премала концентрација на препарат. И препаратите го штитат семето од најголемиот број на болести кои што се јавуваат по него во првиот период на самото поникнување. Бидејќи ниту еден проблем не доаѓа сам, освен овој, на месец пред сеидбата оризарите имаат уште еден и тоа клучен. Ке имаат ли вода, зашто акумулациите се полни одвај до половина и не е исклучено намалување на површините за наводнување.